Подозначањите се издвојуваат одлуката за изменување на статутот на општината, според која се менува адресата. Околу 150 лица, ученици на возраст од 14, но и десетина лица кои со директни учесници на акциите за расчистување на урнатините на Скопје по земјотресот во 1963 година ќе учествуваат на манифестацијата што од 25 до 27 јули ќе се одржи во Скопје под мотото Скопје на нашите дланки. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Во општина Илинден 41% легализирани дивоградби. Медиумите од сега ќе се регулираат во два посебни закони со препораките од ОПСЕ. Топол културен бран во 29 општини и многу културни манифестации. Општина Газибаба има нова адреса Архимедова број 2. Со 41% од легализираните дивоградби, општина Илинден стана лидер во Скопскиот регион по бројот на издадени решенија за легализација на дивоградбите. Денеска градоначалникот на општината Жика Стојановски врачи 2500 решенија. Со врачување на 2500-то решение за легализација на дивоградбите, општина Илинден стана лидер во Скопскиот регион по бројот на издадени решенија. Поднесени се 6144 барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, а досега се издадени 41% од решенијата и согласностите. Граѓаните во голем број ги искористија поволностите што ги понуди Законот за постапување со бесправно изградени објекти, при што за само 1 евро за метар квадратен може да ги легализира дивоградбите. Општина Илинден на граѓаните им нуди и дополнителни поволности и можности, плаќање на 12 рати како и користење на услугата ЕКАТ шалтер за бесплатно добивање на имотен лист и останати катастарски акти. Денес ќе го поделиме и 2500-то решение за граѓаните од општина Илинден, кои што во изминатиот период си ја запазија целосната постапка и процедура за легализација на објектите. И морам да искажам и задоволство лично и од администрацијата, која што во изминатиот период ги зајакнавме капацитетите пред се на оделението за легализација, го подобривме и квалитетот, меѓутоа и како број на кадри, со дополнителен број на правници и архитекти, кои што активно работат на предметите. Општина Илинден, за да им излезе во пресрет на своите граѓани и да ги запознае со начинот на легализацијата, организираше повеќе трибини за кои граѓаните пројавија голем интерес, но и го зголемија бројот на стручни кадри кои интензивно работат на процесот за легализација. Со легализацијата, со решението за легализација, граѓаните се стекнуваат со собственост, тоа е нивна голема предност и можат да располагат со имотот онака како што сакаат понатаму. Можностите се големи и градоначалникот на општината Жика Стојановски денеска ги охрабри граѓаните што не ја комплетирале потребната документација, тоа да го сторат најдоцна до јуни следната година, за да имаат повеќе простор за разгледување и комплетирање на поднесените барања. Ова најчесто се однесува на геодетските елаборати. Општина Газибаба денеска ја одржа 6-та седница на Советот, каде беа усвоени сите точки од дневниот ред. Од позначајните се издвојуваат одлуката за изменување на статутот на општината, според која се менува адресата на седиштето и истата ќе гласи улица Архимедова 2, Скопје, како и одлуките за утврдување на потребата од измените на урбанистичките планови за повеќе населени места. Томислав Атанасовски. Денеска општина Газибаба ја одржа својата 6-та седница на Советот, каде на дневен ред беа 31 точка. Истите едногласно беа донесени, а од поважните за работата на општината се издвојуваат
Предлог статутарна одлука за изменување на статутот на општина Газилова, како и одлуките за утврдување на потреба од измена на урбанистичките планови за повеќе населени места, меѓу кои Сингелич 1 и 2, Маџари, Трубарево, Јурмлери и Инџиково. Во статутот на општина Газилова се врши изменување на членот 5. Седиштето на општина Газилова е во Скопје на улицата Архимедова број 2, како и на членот 48 став 1 алинеја 12 Комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените. На оваа седница беа разгледани повеќе точки, меѓу по-актуелните е точката за утврдување на точната адреса на општината согласно измена на називите на одредени улици во градот Скопје, така да сегашната адреса е Архимедова број 2. Сите оние граѓани кои што ќе сакаат одреден допис да испратат, значи апелот е да тој допис до општината го испратат на адресата Архимедова број 2. Исто така на седница се разгледа и точките кои што беа посветени на предметите за легализација на објектите, согласно на законот за бесправно изградени објекти. Онамо каде што можеме да дозволиме на нашите сограѓани да си ги легализираат објектите, а доколку во меѓувреме нели согласно постоечката планска документација имаме одредена инфраструктура и доколку ние, односно комисијата која што е формирана од страна на општината, заедно со советниците се утврди дека во идната планска документација може да се смени трасата на таа инфраструктура, им дозволуваме да се легализираат. Вакви точки имаме постојано на секоја седница, односно наоѓаме решенија да на најголем дел од жителите им излеземе во пресрет, односно им ги легализираме градбите. Поголем број од точките од дневниот ред беа одлуките за утврдување на потреба од измена на урбанистичките планови за повеќе населени места како Сингелич 1 и 2, Маџари, Трубарево, Јурмлери, Инџиково и така натаму. Со нив се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација на подрачјето на општина Газилова поради усогласување на намената на земјишето и вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичкиот план. Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од став 1 од овој член ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација. Овие одлуки влегуваат во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Газибаба. Од почетокот на наредната година, сите правни субјекти во Македонија што се занимаваат со градежни работи ќе мора да имаат изготвено елаборат за енергетска ефикасност за да добијат дозвола за градба. Согласно Законот за енергетика, во иднина нема да може да се изгради било каков објект без да потврдите дека ќе ги имплементирате мерките за енергетска ефикасност. Ова е новата фаза во градежниот сектор во Македонија, што ќе отвори нови работни места, изјави министерот за економија Ваљон Сарачини по презентацијата на правилникот за енергетска ефикасност во јавните згради и правилникот за енергетски контролори во Сојузот на стопански комори. Тој потенцира дека околу 40.000 работници моментално работат во градежниот сектор во земјава, а до 2020 година, доколку се имплементираат сите мерки за енергетска ефикасност, ќе бидат потребни околу 10.000 нови работници. Согласно препораките од Европската Унија, Република Македонија има обврска до 2020 година целосно да реновира 1,1 милиони метри квадратни од постоечките објекти или околу 3% од правилникот и 5% од јавниот стамбен фонд. Од септември Агенцијата за енергетика ќе го објави јавниот повик за енергетски контролори, а околу 2800 работници ќе треба да поминат обука за да се вклучат во изградбата на новите објекти, истакна Сарачини. Тој повика сите градежни компании да се пријават на конкурсот на Агенцијата за енергетика, да ги завршат обуките и да се стекнат со сертификат и лиценца за енергетски контролор. Од година во година манифестацијата Топол културен бран станува попрепознатлива кај граѓаните, а културните случувања привлекуваат голем број посетители. Шестиот поред Топол културен бран ќе се одвива во 29 општини. Елизабета Дамјановска. 110 настани во 29 општини ќе опфати шестиот Топол културен бран, што го организира Министерството за култура, за да ги доближи националните остварувања во културата до сите граѓани на државава. И оваа година манифестацијата ќе се реализира во две етапи. Првата од 20 до 31 јули и втората од 20 до 31 август. Општините се избрани на конкурсот во мај, а нивниот одзив со апликации за учество бил голем, што го
поттикнало Министерството да продолжи со ширењето на културата во летните месеци. Критериуми за избор на понудените програми биле квалитетот и инфраструктурниот капацитет во општините. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска истакна дека манифестацијата ја достигнала незината цел – збогатување на културното живење на граѓаните и зголемување на свеста за вредноста на културата. Вистина е необходно да се реализира овој проект Топол културен бран, бидејќи во тој летен период подотворено, нели, што се вели небо, може да се реализираат овие културни настани, каде што има и голем број на туристи, дали посетители за самите граѓани. И стварно се покажа голем интерес во таа насока, голема посетеност и сега кога го објавуваме конкурсот, значи даваме можност да самите општини аплицираат со проекти, бидејќи сепак градоначалникот и самата општина, значи тие кои што работат, значи во тој одел за култура, значи го знаат интересот на граѓаните во општината, затоа што како што спомнавте, не е само да пример да поиде Македонската филхармонија сега да нема посетеност. Тоа е лошо и за самата институција која што отишла и за самиот интерес на граѓаните. Затоа значи на конкурсот даваме можност општините да аплицираат со проекти, бидејќи они го знаат интересот на граѓаните и они можат најдобро да понудат проекти кои што ние би ги прифатиле. Во 29-те избрани општини ќе гостуваат професионални театри, Македонската опера и балет, националниот ансамбл танец, концерти на Синтезис и Љубојна, фолклорни друштва, проекции на македонски филмови, филмови за деца, рок и поп концерти, гостување на естрадни имиња, изложби и поетски вечери. Градоначалниците на Велес, Пробиштип и Дојран, кои денеска присуствуваа на пресконференцијата, истакнаа дека со Топол културен бран им се збогатува секојдневието на нивните жители. Велишкиот градоначалник Славчо Чадиев го најави гостувањето на театарот за деца и младенци со македонска приказна и концертот на Синтезис во јулската етапа од манифестацијата, а во август концерт ќе има Кристина Арнаудова. Чадиев исто така потсети и дека е во тек фестивалот на античка драма во Стоби. Во јули во Пробиштип ќе гостува танец, а во август ќе има концерти на Миле Кузмановски, Нокаут, настап на Игор Џамбазов и на повеќе диџеи и локални бендови, а на денот на рударите, 28 август, таму ќе гостува Владо Јаневски. Во првата етапа од Топол културен бран на 23 јули ќе има во Пробиштип настап ансамблот танец на познати македонски ора и песни. Во втората етапа, во месец август, имаме повеќе локални бендови, Миле Кузмановски, познатата група Нокаут, понатаму Игор Џамбазов и многу диџеи. На крајот, на 28 август, кој што е и ден на градот Пробиштип и ден на рударите, ќе гостува познатата македонска естрадна звезда Владо Јаневски, со што еве на нашите сограѓани ќе им понудиме едно така доста забавно и културно лето. Градоначалникот на Дојран Бурче Стамов истакна дека за нивната општина манифестацијата е значајна не само за жителите, туку и за голем број туристи и токму поради нив внимаваат во викендите да има културни содржини. За нас културно-забавниот живот е мощно е важен од причина што Дојран и како туристичко место кој преку летото престуваат голем број на туристи, меѓутоа и за жителите во нашата општина. Целокупната програма е поделена, да речем, во три дела: музички концерти, театар и филмска недела. Од музичките концерти мощно е интересно ќе биде концертот на Фламенка Трајковска квартет, кој е планирано да се одржи во црквата Свети Илија, која нуди еден доста специфичен амбиент за одржување на вакви концерти, и концертот на Ла Колони Волвокс, односно на нашиот познат етномузичар Сашо Гигов Гиш, кој е планиран за кон крајот на летото, односно некаде околу на 27 август, исто така во црквата Свети Илија. Театарот Антон Панов од Струмица, кој ќе ги изведе две представи Нечука и Блиско до срцето и Каминот, и исто така од аматерскиот театар од Струмица, Млад градски театар, представите Умри Машки и Стаклена менаџерија. Двете стендап комеди шоуа, едното на Весна Петрушевска Бејби и второто на Маријан Ѓоргиевски. А во втората етапа, некаде во втората половина на август, имаме планирано
филмска недела на македонски авторски филмови. Како и секој втор понеделник, така и овој. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата. Согласно нивната методологија за пресметка на малопродажните цени, цените на горивата се зголемуваат за просек за 4,11%. Тоа значи дека Евросупер 95 поскапува за 2,5 денари, а ќе се продава по цена од 81 денар за литар. Цените на Евросупер 98 и Евродизел се зголемуваат за 3 денари и ќе се продаваат по цена од 83 денари, односно 70 денари за литар соодветно. Новите цени стапуваат на сила од вечерва на полнок и ќе важат следниве 2 седмици. Со двата нови закони поврзани со медиумите, односно Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумни услуги, сите медиуми се обврзуваат дневно да емитуваат најмалку 30% програма изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија, почнувајќи од 2014 година. Од 2015 година обврската од 30% се зголемува на 40%, а од 2016 година на 50%. Ивана Митковска. Медиумите и аудиовизуелните и медиумски услуги од сега ќе се регулираат во два посебни закони, усогласени со препораките на ОПСЕ, Советот на Европа и Сдруженијето на новинари на Македонија. Новите закони ги прецизираат обврските на радиодифузериите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик. Односно, радиодифузерите се обврзуваат дневно да емитуваат најмалку 30% програма изворно создадена во Република Македонија, на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Македонија, почнувајќи од 2014 година. Од 2015 година обврската од 30% се зголемува на 40%, а од 2016 година на 50%. Јавниот радиодифузен сервис пак е обврзан дневно да емитува најмалку 40% ваков тип програма, а од 2016 година обврската се зголемува на 50%. Исто така телевизиските радиодифузери се обврзуваат во било кој 4 дена од неделата, најмалку 2 часа во текот на денот, да емитуваат вокална и вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија, на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство, а јавниот радиодифузен сервис е обврзан на најмалку еден телевизиски и еден радиопрограмски сервис на македонски јазик и на јазиците на етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија, дневно да обезбеди најмалку 45% од емитуваната вокална или вокално-инструментална музика, изворно создадена во Република Македонија. Со најновите медиумски закони, националните телевизиски радиодифузери од општ формат се обврзани годишно да емитуваат најмалку 10 часа домашна документарна програма во периодот од 7 до 19 часот и најмалку 20 часа домашна играна програма во истиот период. Законот за медиуми според министерот Иво Ивановски ќе се однесува на сите медиуми што представуваат средство за јавно информирање, како весници, магазини, програми на радио и телевизија, електронски публикации, телетекст и други сервиси за дневно или периодично објавување на уреднички обликувани содржини во пишана форма, звук или слика, со цел да се информираат и задоволат културните, образовните и другите потреби на пошироката јавност. Со Законот за медиуми се пропишуваат основните начела и услови како треба да бидат исполнети од страна на издавачите на медиуми, утврдени со овој закон при вршење на нивната дејност. Содржи 24 члена, кои што се одземени од текстот и нацрт Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што долго време беше коментиран во јавноста. Овој закон ќе се однесува на сите медиуми во Република Македонија, кои што представуваат средство за јавно информирање, односно било како вид на комуникација, како весници, магазини, програми на радиото и телевизијата, електронски публикации, телетекст и други средства за дневно или периодично објавување на
уреднички обликувани содржини во пишена форма, звук или слика, со цел да се информираат и задоволат културните, образовните и другите потреби за пошироката јавност. Во овој закон се поставени членовите за слободата на изразување и слободата на медиумите, основните услови за издавање на медиум, обврската за објава на одредени информации, одговорен уредник, уредништво, акт на издавач на медиум, правото на новинар да го изнесе своето мислење и став и да одбие и изврши налог, односно задача, заштита на изворот на информации, импресиум, казнени одредби и останатото. Би сакал да повторам дека поделбата на овој закон доаѓа по препораката на експертот на Советот на Европа, забелешката на ОПСЕ и по препораката која што дојде од Сдруженијето на новинарите на Република Македонија. Во медиуми не спаѓаат весниците, билтените, каталозите на образовните институции, службениот весник на Република Македонија, публикациите на единиците на локалната самоуправа, плакатите, летоците, проспектите и транспарентите. Со предлог законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се усогласува македонското законодавство со Европската директива за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во овој закон постоечкиот совет за радиодифузија ќе се преименува во Агенција за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, а мандатот на членовите во советот ќе биде намален од 9 на 7 години. Намален ќе биде и мандатот на директорот на агенцијата од 8 на 7 години. Предлог законите за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги веќе се усвоени од владата и пратени до Собранието на Република Македонија во редовна постапка. Спринтерите Тајсон Геј и Асафа Пауел позитивни на допинг тестовите. Спортските информации следуваат после рекламите.